На вчерашниот состанок на штабот за заштита и спасување посветен на преземањето превентивни мерки од коронавирусот, представник од приватните здравствени лекари во својата дискусија меѓу другото соопшти дека имале случај на пациент кој имал симптоми на коронавирус, кој бил упатен во скопските здравствени установи на понатамошно испитување. Се работело за возач на автобус кој деновиве се вратил од патување во Италија и кој се пожалил на здравствени проблеми карактеристични за опасниот вирус. Зборувајќи за недостигот од информации за граѓаните како и каде да се обратат, истакна дека има поголем број пациенти чии родители се во Италија и не знаат каде да се обратат во ситуација кога треба да заменат или да допатуваат заради контрола од вирусот. Дека ситуацијата не е под целосна контрола потврдува тоа што возач на автобус требало деновиве да замине за Италија, откаде требало да превезе патници во Македонија. Дали заклучоците за превентивните мерки утврдени на состанокот кои ќе им бидат доставени на транспортните претпријатија во Кочанско, ќе стигнат пред возачите да тргнат на пат, останува отворено прашање. Како што никој не знае како и колку се контролираат дивите превозници во комбињата и минибусите кои користат ситуацијата да превезат што повеќе патници. Инаку во последните неколку дена е забележено зголемено присуство на повратници од Италија во Кочани и околината. И покрај тоа што ситуацијата добива карактеристики на вонредна, најбитно е да се задржи присебноста и да не и се остави простор на паниката, бидејќи само така може да се спроведат најефикасни превентивни мерки. При тоа само одговорноста на секој поединец да се подигне на највисоко ниво за да се следи развојот на ситуацијата и да се действува правовремено и соодветно.